Добар ден, драги пријатели, добре дојдовте во денешново издание и денешната епизода. Денес е супер ден и јас затоа сум вака на куси ракави и малку најавувам пролетна сезона и нова сезона практично. Денеска ќе одговориме на едно прашање кое што ми го постави една родителка и претпоставувам можеби засега доста луѓе и ова прашање нема да биде конкретно само за како прашањето и одговорот нема да бидат исклучиво наменети за неа, значи ќе бидат за сите луѓе кои што можеби го имаат проблемот со дијабет без разлика дали е тип 1 или 2, а за да знаете за што се работи ќе го прочитаме и ќе го слушнеме прашањето па ќе дадам одговор. Имам 16 годишно дете со дијабет тип 1. Дали можам да ги бројам јаглехидратите? Виолета, се работи за исклучиво, мислам, не е едноставна ситуацијата и конкретно имам неколку искуства со луѓе кои што можеби сме работеле по ова прашање, кога се работело и за дијабет тип 1 и дијабет тип 2. Али она што можам да ти кажам дека броењето на јаглехидратите е малку комплексна работа, односно човек стварно треба да прво да има знаење околу читање на етикети и цел ден да го губи со можеби броење на јаглехидрати. Она што јас можам да те советувам од искуство, но не сакам да носам товар на рамења дека Јосиф можеби ми кажа вака и вака, па сега јас го правам тоа. Сепак се работи за здравствена ситуација со која што константно треба нормално и консултација со доктори, професионално медицинско лице, но во делот на исхраната, да, нормално е дека јаглехидратите и правилната исхрана и целиот баланс не само на јаглехидрати, тука се и протеините како природен регулатор на шекер во крвта, растителните влакна кои што не дозволуваат брзи метаболизации на јаглехидратите во крвта и катапултирање на гликемискиот индекс. Не се работи толку за следење на количината нивна, колку што се работи за бирање на добрите извори на јаглехидрати. На што всушност мислам? Може на Google да слободно да пишеш гликемиски индекси или на англиски тоа би звучало гликемик индекс и да ти ја подели и да видиш можеби храната колку гликемиски индекси има и можеби во кој тип на храна се вбројува. На што всушност мислам? Има најразлични производи и од растително потекло нормално и да не зборувам па за кондиторска храна кои што се поделени врз основа на тоа колку брзо јаглехидратите ќе се претворат во гликоза, односно колку брзо ќе го дигнат нивото на шекерот во крвта. И она што ти треба да го бараш се производи кои што имаат низок гликемиски индекс, односно тоа значи дека гликемискиот индекс треба да значи дека тие бавно ќе се претвораат во гликоза, односно во енергија и со тоа нема да дозволуваат брзо катапултирање на шекерот во крвта и со тоа нема можеби да има потреба од додавање на инсулин вештачки кој што можеби во моментов е висок. И со тоа ќе се намалат единиците кои што се потребни. Пак ќе речам, имам неколку искуства кои што се случува да со добра и правилна исхрана се намалат тие инсулински единици, но во секој случај се работи за комплетно средување на исхрана. Не треба следење само на јаглехидратите. Она што јас секогаш ги советувам луѓето кои што се наоѓаат во слична ситуација е да нормално имаат доста квалитетен појадок, секогаш да гледаат да имаат посложени шекери односно посложени јаглехидрати во своите оброци, да имаат распореденост на оброци на 3 часа со тоа што нема да се дозволува да има такви падови на шекер. Друга работа, многу зеленчуци, затоа што зеленчуците секогаш имаат посложени јаглехидрати, имаат доста растителни влакна, растителните влакна го кочат метаболизирањето на јаглехидратите да дојдат во гликоза во крвта и со тоа повторно се обезбедува побавен и поодржлив дотур на енергија, односно дотур на јаглехидрати во крвта. И нормално водата е тука, водата е исто така клучна и доколку можеби она што јас ве советувам за додаток во исхрана да побарате нешто што содржи хром
и Garcinia cambogia, тоа се две билки кои што две супстанции кои што помагаат за природно регулирање на шекерот во крвта и со тоа можеби да обезбедите помали инсулински единици и нормално изобилие на омега-3 затоа што тоа ќе помогне да крвните садови добијат подобра еластичност. Знаете дека луѓе кои што имаат проблем со шекер го имаат овој проблем да крвните садови и завршетоците на крвните садови можеби стануваат покрути и се оштетуваат. Затоа треба малку посеопширен опфат на исхраната и средување и не дека нешто сега за дијабетичари има, туку се работи за правилен начин на исхрана кој што треба секој да го практикува без и при тоа да се појави некаков проблем. Конкретно во овие случаи можеби треба да се даде само акцент на некои нутриенти и можеби да се обезбедуваат и преку додатоци во исхрана кои што ќе обезбедат многу по како да кажам подобро пребродување на оваа дијагноза и на ситуација, така да знаеш, можеби треба малку, ова е опширна тема на која што можеби не можеме се да опфатиме, али тоа се генерални насоки кои што јас би можел да ги дадам за оваа ситуација и за оваа тема. И доколку можеби имате поконкретни прашања, сепак се работи и индивидуализирано е тоа за возраста, за биоритамот дневен, начинот на живот моментален кој што сега го има конкретната личност. Ако можеби некако дополнително да помогнам, нормално сум тука. За денеска завршуваме по оваа тема и ви оставам во здрави животни навики и фала ти Виолета уште еднаш за прашањето кое што го постави, кое што знам дека за сега доста луѓе останатите, Ask Јосиф или нормално контактирајте ме ако сакате во инбокс, ќе ви одговорам онолку колку што знам и се што знам по прашањата кои што ги имате. Ве оставам во здрави животни навики и ви посакувам убав ден. Чао, чао.